Вторник, 7 октомври, кратки вести во 12 часот. Тече втората недела од изборната кампања за локалните избори закажани за 19 октомври. Претендентите за градоначалничкото и советничките столчиња од врата на врата преку спотови, преку медиуми и социјални мрежи, средби со граѓани, трибини, митинзи, им се додворуваат на гласачите во трка за глас повеќе. Кампањата завршува на 17 октомври на полноќ, а согласно роковникот на Државната изборна комисија до петок на полноќ трае пријавувањето за гласање на болните и немоќни лица. На 14 октомври пак истекува рокот за пријавување на лицата кои сакаат да гласаат, ако издржуваат мерка куќен притвор. Немоќните или болни лица, лицата во куќен притвор, затворениците и лицата во старските домови гласаат еден ден пред изборите, односно на 18 октомври. Од денес Македонија официјално започнува со примена на единствената зона за плаќања во евра СЕПА, со што граѓаните и компаниите ќе можат да вршат и примаат плаќања во евра кон и од земјите членки на СЕПА под исти услови како и во Европската унија. Граѓаните и компаниите ќе може да ги извршуваат плаќањата во евра со земјите од единствената област за плаќања во евра побрзо и поевтино. Со приклучувањето кон СЕПА им се овозможува на домашните банки да се интегрираат во европските платежни шеми во кои учествуваат давателите на платежни услуги од уште 40 земји. Стружанецот Ердал Лушо деновиве во Драч, Албанија се обидува да ги изедри неопходните 400 наутички милји без престан за да се квалификува за место помеѓу ретките луѓе во светот кои ќе бидат дел од легендарната трка Светски предизвик на Атлантикот, каде сам ќе плови неверојатни 40 дена во обид да го премине Атлантикот од Португалија до Карибите. Бродот го изгради сам во родната Струга со парчиња од дрвото што неговиот дедо го засадил во дворот на семејниот дом. Преку Why Donate можете да го поддржите неговиот подвиг, а дел од средствата ќе бидат наменети и за поддршка на локалниот едриличарски клуб во Струга Снегар, за купување на чамци и опрема потребни за одржување на едрењето за младите од градот. Времето денес променливо облачно, дува слаб до умерен северен ветер. Максималната температура во Охрид до 14 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.